Инаку исто кај кога станува збор за родова дезинформација, вака накратко, многу пати вие знам дека како метаморфозис постојано се повторува што е дезинформација. Дезинформација е намерно креирана лага, невистина, која што има цел да наштети на некого. Здраво на сите, јас сум Деспина Ковачевска, медија мониторка во Метаморфозис, а вие гледате Контекст на Вистиномер. Денеска со мене е Елизабета Божиновска, ти го погоди презимето, програмска директорка во Здружение Хера. Елизабета, добро дојде. Благодарам за поканата, Делфина. Денеска ќе зборуваме за едни од најраспространетите дезинформации во последно време, не само во Македонија, туку и во Европа веќе, а тоа се родовите дезинформации. Па да почнеме прво тоа, да објасниме што е тоа род и како се разликува од пол. Имаме една дебата за тоа дали род и пол е исто и што треба да се употребува. Па ако можеш да ни кажеш малку повеќе за тоа. Може. Секако, овие се дел од темите кои што ги обработуваме и во рамките на сеопфатното сексуално образование, кога во училиштата работиме, и ни е важно кога ќе се отвори темата за родова еднаквост да ги да отвориме дебата за тоа што е полот, што е родот. Накратко, факт е дека постојат биолошки или вродени разлики меѓу луѓето, односно меѓу мажите и жените, и тие најчесто се поврзани со она биолошка функција која што ја имаат, односно жените може да раѓаат, може да дојат, мажите не го можат тоа, и затоа овие се така наречени биолошки разлики со кои што практично се раѓаме како луѓе, и тоа се случува заради фактот што жените и мажите имаат различна градба на полови органи, хромозоми, полови хормони кои што се врзани за токму оваа репродуктивна функција од една страна. Од друга страна има огромен број на разлики, ги нарекуваме родови разлики, кои што немаат никаква врска со оваа функција, репродуктивната, и кои што најчесто се врзани токму со она култура, социализација или што очекува општеството од нас, ние ги нарекуваме родови разлики. Зошто е ова важно? Затоа што родовите разлики може да се менуваат со тек на време. Например, пред 2 века жените незамисливо било да носат панталони или пред 1 век да гласат. Денес е тоа различно и е променето. Или не постои никаква биолошка основа за тоа зошто мажите, например, кај нас во Македонија повеќе наследуваат имот, над 70%. Или зошто жените двојно повеќе се занимаваат со готвење, метење, перење, значи, грижа за децата. Не е биолошка карактеристика дека треба жената да биде во кујна, да се грижи доминантно за семејството, за децата, таа таа што станува дома најчесто што влијае подоцна и на кога ќе се врати на вработувањето, на кариерниот развој. Сите овие работи не се биолошки, туку се, да речеме, општествено. Апсолутно. На некој начин, мислам, наметнати или апсолутно. Не знам дали е наметнати правилен збор. Да, наметнати е правилниот збор заради тоа што и затоа викаме родот се однесува на сите оние карактеристики и улоги кои што во едно дадено општество се сметаат за соодветни за мажите и жените, а родот е нешто со кое што се раѓаме, вродено е и определува дали некој е маж или жена. Ама бидејќи голем број на децении, дури векови обстојувале голем дел од овие разлики, ние ги земаме здрави за готови како природни и ги врзуваме за биолошката функција, немаат апсолутно никаква допирна точка. Бидејќи сега дел од земјите на ЕУ имаат отсуство и за мажи, мислам Македонија немаат. Така е, се уште нема, иако нема отсуство кое што ние го кажуваме дека треба да биде задолжително, тоа значи да не биде, да не може тоа да се искористи од страна на жената, односно задолжително кое што мора мажот да го користи, затоа што има бројни бенефити и доколку мажот исто така одреден период се грижи таткото за своето дете, ќе стекни вештини како добро, да биде неговател, како да воспостави една емотивна врска со детето, а исто така како да градат релации на целото семејство, на грижа за детето подеднакво, да не биде вклучена само мајката, и тоа природно, кога некој подолго време се занимава со нешто, природно ги стекнува тие вештини кои што ние мислиме дека се типични за жените, дека подобро се грижат, например, за домот или за децата. Напротив, нема биолошка основа тука, и доколку мажот и тој се вклучи, истите вештини ќе ги има да емотивно се поврзи за детето, да може да менува пелени, сите оние грижи врзани за детето да ги обавува подеднакво исто и подеднакво успешно како и жените. Сега влеговме во делот на родовите улоги.
Односно, ајде да зборуваме малце што е таа родова улога, бидејќи зборувајќи сега за родовите улоги, некако природно оди на тоа што треба жената да прави, а многу помалку на тоа што треба мажот. И митот или не знам дали е мит, ке треба да го факт-чекирам ова, дека нели мажите се најдобри готвачи и во светот едни од најдобрите, а од друга страна го има таа жената е во кујна или таа која што е нели за кои бројни шеги има на оваа тема. Па што се родови улоги и зашто ги нарекуваме баш улоги? И претходно спомена дали се наметнати. И затоа родовите улоги нормите се едно рака под рака доаѓаат и се врзани за оние особини, нели однесување кои што се сметаат за типично машки или типично женски, односно како едно машко треба да се однесува, како едно женско. И сега ние уште од најмали нозе, уште од градинка може да кажам, дека слободно имаме систем кој што ни кажува како норма треба да се однесуваме. И ако ја прекршиме нормата, има и санкции. Тоа може да е карање, може да е срам, меѓутоа во некои земји денес постојат и закони кои што се врзани за родовите норми. Не знам, да речеме, жената може да не смее да излезе без дозвола од мажот, да го напушти прагот или соодветно да се облекува и дека не смее да има разголување на тело и така натаму и така натаму. Така што самите родови норми од најмала рака нас научат да ги почитуваме и да не ги прекршуваме. Сега зошто е ова она што го кажавме, дека самата родова норма и улога, ако е многу ригидна, нас не ограничува и не прави, може да се каже, и несрекни некогаш луѓе, затоа што не ни дозволува да го ствариме целиот потенцијал што ние го имаме афинитет. Може јас да сум жена и многу да сакам да готвам, и тоа е одлично, меѓутоа општеството да ми го дозволи тоа, најчесто и го дозволуваат општествата. Меѓутоа тоа за момчињата, например, особено во градинка, или ние сите ги знаеме оние примери од најмала возраст, дека не се охрабруваат многу во кујна да се занимаваат или нели со оние стереотипни женски улоги. Дали обично го имаме ние со другарке и дома татко ми например готви или татко ми не знам пушта правосмукалка и тука го имате тоа стварно кога нешто се чудиме зашто тоа го прави. И некој личен пример ке споделам, брат ми студираше во Франција и јадеше багет секој ден, дури не отидов, онака види се треба да готвиш, да јадеш нешто здраво. Така што многу често нели го имаме ова поделеност. Мислам ние се фативме за готвењето, но што е подлабокото тука? Што е позадината кога ќе ги наметнеме овие улоги? Што губи општеството освен нели целиот потенцијал? Или ајде дали може да зборуваме воопшто за некаква еднаквост помеѓу двата рода? Многу е широка темата, значи општеството и поединецот многу губи затоа што општествените или родовите улоги се сваќаат толку здраво за готово, што дури како е конструиран самиот систем и општество, ќе видиме дека многу повеќе е во привилегија на мажите, затоа што историски мажите биле во попривилегирана улога, позиција, дали е тоа учество во јавен живот, во политика, грижа за домот и така натаму, и е многу важно тоа да се преиспитува затоа што навистина може некој потенцијал да биде запоставен. Ние треба да сме свесни дека буквално од родовата улога зависи од тоа како ќе целиот наш живот, од тоа како ние ќе се облекуваме, до тоа каква професија ќе избереме, до тоа какво хоби или слободен живот ќе имаме, до колку пари ќе заработуваме. Еве ние може во голем број на сектори кои што се најниско платени, реално, како што се текстилниот сектор, секторот за услуга, за грижа, најголем дел се жени вработени, кои што се најниско платени. И затоа е важно да цело време ги преиспитуваме родовите улоги од најмала рака, и да ги учиме децата дека тоа нема никаква врска со биологија, дека подеднакво една жена може да извршува работа што извршува мажот. И дури кај жените, кај мажите не се тоа хомогена група, една жена, тоест две жени може целосно различен потенцијал и желба и афинитет да имаат и тоа треба да се охрабрува понатаму. Сега затоа што родовата еднаквост е толку многу непропорционално присутна, тука е општеството кој што треба да даде различни програми, стартни позиции за тоа да се изедначи, ама стартната позиција ни е од едукацијата, од разговорот дома, ама за џабе ни е разговорот дома ако не го правиме разговорот во градинка, во училиште, во јавност, во политика, за да токму овие родови стереотипи, митови, предрасуди кои што постојат, па дури еве што е род, што е пол, да ги разговараме и навистина да ги охрабруваме подеднакво и момчињата и девојчињата дека можат многу работи исто да прават без никаков проблем. Дали се мажите подобри возачи? Прашањето е дали мажите имаат поголеми можности да возат. Односно дали од најмала возраст се охрабруваат момчињата да возат, девојчињата не.
или за многу други буквално негата и грижата за домот исто. Ако Или ги многу зборуваш, на пример, не е убаво тоа за жена. да, не трчај, мислам биди тивка или оние како беше мажите, момчињата може и да трчат, па и прогресивни да се, и тоа како норма се уште постои за жал и денес во градинките и во Или не знам, училиштата. децава, да, исто во школа кога се, не знам, ајде не плаче како жена. Точно. Или дека мажите не сме да плачат, не сме да покажат емоција. Тоа е најважната важниот стереотип и порака кој што долго време после тоа носи бреме врз момчињата и мажите. Не покажува емоции, тоа е слабост. Тоа е не, ако имаш некаков товар, не споделувај. Тоа е исто нешто кое што не само што е погрешно, туку го носи бремето на момчињата и мажите, што значи да си силен, дека силата денес и секој пат веројатно била и ранливоста, дека ние сме човечки суштества и само во едно деноноќие може емоција да имаме најразлична и треба да ја споделиме, да искажиме од икс причини, само да се растовариме, да подбараме совет, да искажеме, а камоли во целиот живот, дека е во ред да имаме плејада на емоции, дека тоа ниту не прави помалку силен ако сме мажи или момче, напротив, ранливоста е исто така храброст и сила, ама за тоа да се случи ние треба тоа да го охрабруваме. Вака кога те слушам, ова се звучи многу убаво, мене супер ми звучи. Тоа дека не знам, и жените и мажите треба нели подеднакво или барем да имаат можност да изберат тоа што сакаат да го прават. Зборувавме за нели ранливоста и кај двете страни и за тоа како нели би требало се ова да функционира. Да се вратиме сега на дезинформациите. Зошто тогаш дезинформација, бидејќи ова вака мене не ми изгледа на некаков проблем. Од каде тогаш родови дезинформација? И тоа е која исто. е целта за? И тоа е многу комплексна тема. Прво затоа што е многу логички и прашањето може да го врзиме добро, ако ова е факт, нели, ако половите разлики се едни, ги гледаме што се, родовите немаат врска со тоа, зошто обстојуваат толку долго? И тоа е исто прашање. Зошто ние во 21 век разговараме за факти кои што нели веќе се факти, се докажани и го знаеме тоа. Затоа што општествата се некогаш така скроени, ние сепак и современите општества се патриархални општества во кои што одредена група на луѓе може да се мажи, може да се нели во различна социјална положба кои што имаат одредени привилегии и не сакаат, на пример, дел од групите да имаат видливост. И една од причините за родовите дезинформации е токму дека одредени групи стануваат видливи, како што се ЛГБТ и лицата, дека одредени групи се зајакнуваат, стануваат помоќени економски, позајакнати, повидливи, жените, сега зборувам историски. Исто така со промената на нели со правата и со конвенциите, ние гледаме дека имаме нула по правило, не би требало да имаме простор ниту за насилство, ниту за дискриминација. На одредени привилегирани групи на луѓе ова не им одговара и сакаат да го задржат статус квото. И токму тие родови дезинформации не одлекуваат од вистинските теми. Затоа што ние еднаш кога почнеме да зборуваме за абстракција, или за, не знам, трансродови, дека, не знам, ако воведеме сексуално образование, децата ќе не станат трансродови. Колку трансродови луѓе има во Македонија? Дали имаме некаква бројка? Дали реално тие се проблем или се користат само како... ЛГБТ и заедницата генерално е една од ранливите групи, маргинализирани, заедно со жените, кои што се таргет на родовите дезинформации. Инаку, исто кога станува збор за родова дезинформација, вака накратко, многу пати вие знам дека како метаморфозис постојано се повторува што е дезинформација. Дезинформација е намерно креирана лага, невистина, која што има цел да наштети на некого. Кога станува збор за родова дезинформација, тука таргет или најчесто малтретирани се девојките, жените и ранливите групи, ЛГБТИ групите. И сега ако е факт дека околу 10% од популацијата во сите општества припаѓаат на ЛГБТИ нели заедницата, точно не знам колку се трансродовите кај нас, меѓутоа тие се многу помалку, секако се под 1%. Тоа е мала група на луѓе. Тоа е исто како нели ние ако ги отвораме темите и зборуваме, децата сигурно нема да станат трансродови, тоа беше еден од нели главниот наратив и стравот кој што се сееше. Единствено ако зборуваме за темите, младите луѓе може да дознаат дека има и други деца кои што се различни
и кои што не треба да бидат дискриминирани, треба да знаат за нив како да се однесуваат, треба да се однесуваат со емпатија, со солидарност, ама не е ова принцип само за ЛГБТ и популацијата. Во суштина кога ги отвараме дебатите, ова е принцип за сите. Дека треба да зборуваме дека одредена популација на деца или млади може да се со попреченост, некој може да се со некаква здравствена состојба, некој може да е од етничка група која што може да е па стигматизирана и дискриминирана. Ако ние зборуваме со децата, дека има и различни од нив и кои се принципите на комуникација, дали е тоа поддршка, дали е тоа емпатија, дали е тоа што значи другарство, што значи недискриминација, тие сигурно може само да имаат поголемо разбирање, помалку да се дискриминирани, сегрегирани оние кои што се нели различни, и тоа е целта. Сигурно нема да се оствари оние дезинформации кои што се зборуваат дека сега еве сите деца, ако ние зборуваме на темата, сите деца ќе станат трансродови или пак ќе го сменат полот. Да, тоа е исто бидејќи ние им зборуваме на децата, треба да учите, треба да бидете паметни, да слушате, тие кој сака учи, кој не, кој сака слуша, кој не, исто и ако не знам ме кажете вие што е да правам, јас ако не сакам да го правам, посебно па децата, бидејќи тие немаат таков филтер или Така е. нема да го направат. Така е. Тоа што ми беше мене интересно е дека многу често баш жените се овие кои ги шират овие или се член на антиродови движења. Да почнеме од тоа што се антиродови движења. Тоа ние го одговоривме исто. Така. И зошто ни треба на луѓето, што се случува? Антиродовите движења широко се една цела иницијатива на движења кои што се во суштина антидемократски. Се залагаат за се што е демократско, против правата на луѓето најчесто се, со еден поголем фокус на женските права, правата на пристап до безбеден абортус, други права врзани за репродуктивната слобода и сексуалноста, против контрацепцијата, против ЛГБТ и правата и генерално сите оние и против родовата еднаквост генерално. И интересно дека спомнавте дека секако дека се и жени и мажи вклучени во овие антиродови движења, тоа не е нешто кое што потекнува од кај нас, напротив со децении го има во светот, особено последните децении е зајакнато, посебно во Европа, затоа што како феномен не беше до толку присутен. И една од темите низ кои што влегуваат овие движења и фондовите и како се мобилизираат е токму родовата еднаквост. Заради тоа што родовата еднаквост се однесува генерално на еднаквост меѓу мажите и жените и одговорностите и ресурсите, ама ако видиме во светот дека жените во таа родова еднаквост се најчесто диспропорционално погодени, овие групи не сакаат да изгубат своето статус кво или моќ, и овие групи се против тоа жените да бидат омоќени. Кој стои зад нив? Од оние последни истражувања кои што ги имаме од Европскиот парламентарен форум, истражувањето кое што излезе оваа година, беше разговарано во Европскиот парламент, и тоа буквално сите политички партии, десно ориентирани и лево ориентирани, зад нив стојат религиозни екстремисти. И тоа е многу важно, кои што финансираат огромен број на средства во цела Европа, за да ние дискутираме за теми кои што сме сметале дека се апсолвирани, дека правото на абортус ние во Македонија во 70-та сме го завршиле, или ние сме една од најпрогресивните земји како дел од поранешна Југославија, меѓутоа денес ние разговараме за права кои што ни биле стекнати, затоа што се врзани за здравствена заштита, се врзани дека треба да спречиме жените да умираат, дека не треба нелегален абортус да имаат, ако имаат потреба од оваа интервенција, таа треба да е во здравството. Овие групи тоа го наметнуваат. Значи го враќаат целосно дискурсот и тоа е за да се одржи статус квото, за да нема видливост, како што кажав, на ЛГБТ и луѓето, да нема видливост на жените и да не разговараме за тоа зошто жените нас не се отсутни од особено во Македонија, меѓутоа светот од многу суштински области. На последниве локални избори, точно не направив статистика, ама претходно имавме 2-3 градоначалнички. Сега имаме 5%. Сега имаме 5%. 5%, а имаме 50% на жени. И сега исто тука е прашањето. Зошто жените не се вклучуваат? Дали мислам нашите истражувања покажуваат дека тие како многу почесто се мета на напади за разлика од машките политичари и најчесто тука се вклучува нивниот личен живот, нивниот морал, не знам што правела, кај била, со кого спиела, тоа што многу ретко и личниот физичкиот изглед многу често кај жените се напаѓа, што не е баш кај случај кај мажите.
Да, тоа и е поврзано директно со родовите дезинформации, затоа што политичарките или оние кои што се вклучуваат жени во јавен живот непропорционално се таргетирани прво за физичкиот изглед, како е некој Да, облечен, го видовме што тоа. прави приватниот живот, тоа не се случува кај мажите. Многу малку се зборува за компетенции, многу малку се зборува за решенија, што нуди една кандидатка. Говорот на омраза, мизогинијата, нападите, закан имаме ние кон жените, родово базиран говор онлайн, каде што исто кажам непропорционално жените се засегнати и тоа ги обесхрабрува. А инаку во суштина самиот проблем е многу по длабински и лежи баш во патриархатот, значи не е само тоа дека како се третирани во изгледот, дека се напаѓани и слично, лежи и во стартната позиција која што имаат неправедна на некој начин и жените и мажите. Ако еве тргнавме од тоа како го поминува слободното време. Жените, и тоа е директно врзано со таа родова еднаквост и со нормите и улогите, жените кои што работат 3 часа повеќе одвојуваат време за грижа во домот, децата и слично од вработените мажи, 3 часа повеќе. Оние кои што не работат, покрај тоа што вршат неплатена работа, Да, цело време се дома, цело време прават. економски се зависни, затоа што не се вклучени и ако се жртви на насилство, а се економски зависни, па не можат и да се одвојат од насилната Такавата средина. Дали е поврзано ова со семејно насилство и колку е поврзано, бидејќи сега ние во последно време во Македонија посебно гледаме толку многу пораст, или можеби секогаш имало па не се зборувало во медиумите, или сега можеби жените се поохрабрени или гледаме нешто што не сме го виделе порано. Да, родово базираното насилството врз жените е еден од индикаторите докаде сме, тоа е прашање на родова еднаквост. За тоа ние треба да разговараме кога зборуваме за родова еднаквост. Родовата еднаквост не е идеологија, како што се представува, родовата еднаквост е право. И ова е прашањето. Насилството е еден од индикаторите докаде сме со родовата еднаквост. Се уште жените се над 80% жртви, а се уште 90% од сторителите на насилство кај нас се мажи. И тоа само ни покажува дека имаме многу сериозен проблем со родовата еднаквост и пак се враќам на тоа дека ова е системски проблем. Да, исто и непостапување на институциите. Ние бидејќи мониторираме и говор на омраза, многу често пријавуваме, но воопшто нема никаква, мислам институциите се буквално нереспонзивни. И последниот случај што беше со девојкава кај нас, зашто не знам колку пати го има пријавено, нели сторителот кој што на крај заврши со фемицид, беше за препастувачки, мислам полицијавен. Да, тоа е повторно во патриархалните општества ни се случува да имаме систем кој што насилството не го доживува така како што е по закон. Значи ние се уште не доживуваме насилство. Ако слушнеме од некој сосед гласна музика, веднаш ќе пријавиме, верувам, секој од нас нема дилема тука дали да се пријави. Кога станува збор за насилство се третира како приватно прашање, како домаш, како семејно, нели, нешто во семејството се случува. И за жал тие норми, улоги, па не предрасуди, ставови ги имаат и службениците. Може да има во полиција службеник кој што така постапува. Може да има судија кој што не е свесен за сите овие разлики, може да е службеник од Центар за социјална работа во здравство. И сето тоа влијае како ние се справуваме и зошто и немаме нулта толеранција кон насилство, ако ние сме сите свесни дека ние не треба жените да ги убиваме. 12 фемициди имаме последните 3 години, 4 сега. Случајот со фемицидот во Велес не е случај дека жртвата не била охрабрена. Тоа е by the book, пријавувало постојано. By the book на охрабрена жртва во која што системот не само што не постапил, системот е соучесник. Ние се уште немам видено јас постапка, затоа што таму сериозно треба низа на службеници да одговараат и да се прати порака дека насилството не треба така да се третира. И затоа викам суштински проблемот. Но немаме ние ни реакции. Имаме најразлични здруженија, нели, кои работат за доброто за децата, кои што нели набранат од сексуално образование во школа и се дел од овие антиродови движења. Имаме тука, не знам, религиозните заедници. Зошто еве никој од нив не излеза за да каже дека ова не треба да се случува или да ги едуцира нивните следбеници на некој начин, ако можам да кажам. Затоа што немаат проблем со насилство. Овие групи
да се разбериме. Нивниот наратив е под превозот на традиционални вредности, семејни вредности, семејство, заштита на децата. Прво, тие никој пат не понудиле решение за проблемите ние што ги имаме со насилството, со дискриминацијата, со тоа што жените не се целосно отсутни од јавниот живот, со тоа што жените, ве кажавме економски, колку 50% од жените се надвор од пазарот на трудот. Значи имаме бројни за дискриминација и така натаму. Ние решенија немаме од овие групи, ниту пак очекуваме дека ќе видиме, затоа што под превезот на заштитата имаме насилство врз жени, насилство и говорна омраза врз најмаргинализирани заедници. Имаме дезинформации за здравието на жените, например. Дали е тоа контрацепција, дали се вакцини, кои што немаат никаква научна основа. Дури напротив се косат со научните сознанија, така што ние ниту очекуваме од антиродовите движења да понудат решение, напротив, тие се тие кои што во моментот последните 5 години нас не оддалечи од суштинските дебати, затоа што многу политичари и популистички се врзуваат некогаш на овие прашања. Наместо се ние да дискутираме што правиме со насилството, што правиме на локално ниво со програми за зајакнување на жените, што правиме со жените од рурални средини, што правиме со жените кои што ни се половина надвор од пазарот на трудот, значи не ги користиме ниту како ресурс, ние не зборуваме за тоа. Ние зборуваме дали родовата еднаквост е идеологија и не зборуваме за вистинските проблеми, ниту пак нивната намера и да се зборува за вистинските проблеми. Ако повеќето од овие луѓе, еве тука и често и знае нашиот премиер да излезе да кажа какво семејство треба да има, што треба да прават студентите, дека нели најбитно е да имаме семејство со деца, со мама, со тато и такви. И многу од овие нели религиозни институции поза нив стоат мажи. Значи ли тоа дека треба и така како да се работи со мажите и дека родовата еднаквост која зборуваме и така како се однесува на еден голем дел на едукација на маживе, не само на жените? Да, тука има две многу важни поенти кои што важно е да ги дискутираме. Едно е врзано за тоа, затоа што наративот беше за наталитет и за тоа колку е добро да нели ние како нација, како држава да има, нели, младите да остануваат тука, луѓето да раѓаат деца и така натаму. И да, има одреден број од населението кои што го сакаат тоа и ние како општество треба да ги овозможиме сите можни услуги. Односно да има градинки, каде еве ние имаме проблем со бројот на градинки, имаме проблем со учебници во школите, имаме проблем со грејење во студентските домови. Значи минимум стандарди, градинки. Жените треба да се вработат, треба да има услуги за стари лица за да ги ослободиме жените кои што најчесто се грижат за старите лица. Ние треба да имаме чист воздух, ние треба да имаме добра здравствена грижа, треба да имаме добар студентски стандард, добри можности студентите кога ќе завршат веднаш да имаат можност економска да се вклучат таму каде што сакаат со нивниот капацитет, а не да ни бегаат надвор заради корупција, заради сиромаштија, заради нееднаквост. И тоа и ние тука немаме дилема со ниту еден политичар. Ние треба да работиме на овие реални проблеми што ги тиштат граѓаните, ама ова се мерките. Услуги гинеколошки, така? Една жена од село бесплатни, ама сега не знам дали се уште матичните гинеколози се или не се бесплатни. Бесплатни се услугите, меѓутоа ние се уште имаме недостапни места во рурални средини, мали места каде што ние немаме гинеколози. И затоа дебатата таму се води, тука немаме дилема со ниту еден политичар. Меѓутоа на второто што го кажавме, многу е важно дека родовата еднаквост се однесува подеднакво на момчињата и на мажите, девојките и жените. Подеднакво, значи да имаме еднакви права, еднакви ресурси, како ќе ги оствариме или како ќе дојдеме. И тука се гледа, секогаш се тргнува статистика, прво, а после од реална состојба. Например, ако жените ни се во влада 13%, треба да ни се 50%. Веднаш треба тука да имаме мерки, закони, политики во кои што жените треба да обезбедиме квоти да се 50%. Ама секој пат викаме не само жени 50%, затоа што тоа и најчесто се привилегирани жени. Значи 50% од сите жени. Да имаме од села, да имаме лица со попреченост, жени со попреченост, да имаме жени од етнички малцинства, значи цела карта. Да, бидејќи вие за да бидете пратеник, буквално не треба ништо освен одредена политичка партија, мислам може да бидете пратеник со средно и зошто да не бидете пратеник, мислам. Така е, ако ги застапувам потребите на заедницата од која што доаѓа. Или пак зборуваме за тоа за мажите. Мажите
има статистики кои што не се поволни за мажите исто така. Мажите живеат пократок животен век од жените. Мажите Тоа е се дека жените ги нервираат. Да, да. Да, тој стереотип да е познат или пак мажите се двојно повеќе засегнати од самоубиства. И сега тука доаѓаме до прашањето, што со потребите на мажите? Затоа што и во училиштата, ако ги видиме статистиките, мажите се повеќе изложени на насилство покрај тоа што се извршители, меѓутоа повеќе се вклучени во насилство, тепачки на улица, во јавен живот, во криминални, ако видиме нели колку од мажите се извршители на криминални дела, завршуваат во затворите и така натаму, мнозинството се мажи. И тоа е врзано исто со стереотипите, каква улога се охрабрува, колку е во ред да се удри, да се вклучи во тепачка и слично. И сега и тие имаат бреме кое што бара, ако навистина се занимаваме со родова еднаквост, програми, сервиси кои што ќе бидат прилагодени за нив. Една може да е сервис за третман на насилство, на оние кои што извршиле насилство, затоа што има такви програми и тие го менуваат лицето и неговото... Да, апсолутно, тука се сложувам, бидејќи многу често овие ситуации се случуваат бидејќи нели ние ги растеме, мислам и мажите и жените во едни, па да речам, нездрави средини каде што тие немаат собствени капацитети како да се справат со работите што им се случуваат. Имаше многу интересен на телефон споделив, мене ми беше многу интересен напис во The Economist, имаше дека мажите од 25 до 30 години и жените на истата возраст во Америка имаат огромни разлики, каде што жените се многу повеќе либерални, тие многу повеќе, да речам, десничарски традиционални и века имаат проблем да остварат и врски. Еве ние сега зборуваме дека имаме огромен број на разводи. Дали тие овие разлики, да речем, каде што тоа традиционално учење на мажите и давање на таква ситуација со машки, ти кажам ти што да правиш и тоа дека жените сега за разлика од порано сепак да негде имаат повеќе можност да работат, да имаат нели своји примања, ги се охрабруваат да бараат еден, не знам како да речем, по-хуман начин на живот и на гледање деца, на семејство. Одлично го дефинира тоа, хуман начин на живот. И ако досега не бил, од дел од статистиките ние гледаме дека се уште не е. За многу статистики ние, затоа што исто е многу важно од која позиција ние го кажуваме ова. Јас многу често ми се случува со познаници од привилегирана состојба да ни кажат: па ние имаме родова еднаквост, па што е проблемот? Тама работа на денешно време. Ама кој го кажува тоа? Дали јас, ако сум високо образована, вработена, економски или независна, можам да кажам за цела Македонија тоа, или за насилство. Сега зарем го има. Па треба да ги видиме статистиките, го има. И тоа многу сериозно, некои жени се погодени во Македонија. Тоа е исто така важно како проблем да се и ако ние тргнеме од таа историска неправда, секако дека работите се менуваат, имаме млади генерации на девојки кои што ги гледале своите мајки, баби, можеби во таа неправда, и сакаат имаат можност да го сменат тоа. Арно, ама сега од една страна имаме токсична мажественост, која што се промовира многу инфлуенсери, мокни лица, ги имаме овие антиродови движења, кои што секојдневно родови дезинформации пласираат и поларизираат. И родовата еднаквост се гледа како закана. А од друга страна има целосно отсуство на работа и во едукацијата, и во различни програми, сервиси кои што треба да стојат кај нас особено, и во светот тоа го има. Како ние мажите исто така ќе работиме со нив на истото. Како да се изразат емоции, како да се работи ако има проблем со анксиозност, депресија, емоционална вкочанетост, бърнаут, како кога имаме товар врзан за татковство, особено кога носиме па и бремето од нашите родители. Да, бидејќи ние растеме гледајќи дека не знам, мојот татко не правил ништо, сега ти одеднашка доаѓаш мене и ми викаш што ти ова ќе правиш и одеднашка целиот тој свет ја што го знам, сето му е познато, станува нешто. Така е. Нешто друго. Така е. Така е. Што во голема мера, мислам, не се спремни. Па дури и жените колку се спремни сега и тие да го носат. Ние зборуваме за нешто што се вика интернализирана мизогинија, така што
Ние Многу сме често. исто како жени, мислам жените се дел исто така од некогаш и го одржуваат патриархатот затоа Мене ми што се случува на пример во канцеларија ако сме собрани повеќе луѓе и да бидам као дали сакате кафе кога да почнам или било как го зборувавме ова. Мислам ова е наивно. Да, ама затоа што и родовите улоги не се менуваат толку брзо. Тие се многу историски повеќе време треба да се променат. Тоа го знаеме ние. И ако толку бавно се менуваат, ние ги интернализираме како природни, дека па тоа е природно, така треба. И ако ја прекршиме нормата, сега некои, нели, жените се еманципирани одеднаш или жените Да, ева ова е многу интересен наратив што многу често се гледа. Значи со тоа жените сега стана многу премногу како мажи. Стана како мажи. Да, што значи како мажи, исто цело време треба да преиспитуваш што значи тоа како мажи, што значи како жени, затоа што навистина на крајот на денот ние сите сме луѓе, сите сме ранливи и сите ние имаме различни амбиции. Дури пак ќе кажам, една жена со жена нема различни приоритети, амбиции, дека треба повеќе да се разговара дека соменувањето и тука се тие психотерапевски програми, услуги кои што ако ни бидат на располагање нас како жени и на момчињата, посебно и на мажите, ние ќе може да направиме промени, затоа што тие промени не може веднаш да се случат, не само со обична едукација, ако особено ако не се случи на 25 години едукација. Да, тука на мојата бидејќи ме поменува за време, Така. Имам уште едно прашање што би сакала да ти го поставам, зошто толков страф од сексуално образование? Бидејќи баш рече треба да работиме од најрана возраст и тоа и ние го тврдиме, значи медиумската писменост да влезе преку образование. Се што правиме, за да може нели утре вие деца што ќе бидат активни чинители во општеството да имаат да ги имаат овие механизми што може би денеска ние недоволно сме ги имале. Заради пропаганда. Повторно, заради неточни информации. Нема друга причина зошто би имало страв, иако нашите искуства се многу позитивни, затоа што ние сеопфатно сексуално образование спроведуваме 15 години во државата, неформално со сите училишта. Да, бидејќи знаете ова е многу голема табу тема и најчесто можеби не се зборува и сега не знам ова дали ми се точни информации, поправиме дека децата сега овие работи ги наоѓаат најчесто на интернет, сега и со ChatGPT се зборуваат многу повеќе, нели се информираат од извори кои што каде што има многу дезинформации, се многу несигурни извори. Така е. Значи, кога се отвори темата за сеопфатно сексуално образование, затоа што со години ја работиме, со децата и со младите досега не сме имале ама никој пат проблем. Никој пат, затоа што тоа се работилнички начини како се предава, секогаш низ дискусија, малку теорија, повеќе нели, критички се преиспитува, децата се вклучени, тоа се теми кои што нив многу им требаат. Прво, никој ги нема во курикулумот, никој не ги зборува, дома не ги разговараат, со врсниците не ги разговараат, на интернет и на ChatGPT не може да ги најдат, им се многу потребни. Во моментот кога некој дете ќе помини ССО целосно, сите компоненти неговиот живот може да е сменет затоа што критички веднаш ќе се информира за многу теми, за многу од различност до насилство, до нели согласности, бројни тие се животни вештини во суштина кои што до крајот на животот како да препознае токсична врска, како да пријави, како да поддржи образование и зошто толку предвидени нема биологија која што не објаснува суштински процеси, затоа тоа е јас сум учела таква биологија, не знам вие. Каде што имате жена, ова маш, ова жена, телова, тоа е репродукција, само делот. Дали Тоа е само репродукција, ама ако се внеси на пример, затоа што кажавте зошто толку голем отпор, во моментот кога ќе се отворат темите, ние со наставници многу работиме. Наставниците исто голем дел се обучени, нели да го спроведуваат сеопфатното сексуално образование, како што си е планирано во концепцијата. Ние знаеме дека последните 5 години бојкотирањето во јавност го прават антиродовите движења со таа пропаганда, дека нели морална паника се користи, дека сеопфатното сексуално образование ќе ги сексуализира децата, ќе ги кај ЛГБТИ популацијата дека може нели сите деца да го сменат полот и сите тие стереотипи. Меѓутоа, во моментот кога ние не само што нема да го направи тоа сеопфатното сексуално образование, со наставниците кога работиме, кога ќе поминат тие работилнички пристап со децата, самите кажуваат: ви благодариме што ни дадовте ваква програма, ние немавме алатки како да работиме со децата, затоа што тоа се теми кои што не само што нема да ги сексуализираат децата, туку и тоа како ќе им отворат прашање и знаење и вештина да не потпаѓаат под притисок ако не сакаат да влезат во сексуален однос.
да се свесни за токсична врска, да се свесни за согласност, ако сите врсници тоа го прават. Во Холандија, например, и во многу други земји каде што ги има овие образовни курикулуми за сеопфатно сексуално образование, децата не влегуваат многу подоцна или го одложуваат сексуалниот однос, отколку во Македонија, кој што е најниско на стапката, затоа што знаат, се информирани, знаат како да се заштитат, како да преговараат, тоа не им е табу тема. И затоа викам, во моментот кога почнуваме со наставниците да разговараме, кога ќе поминат обуката, сите кажуваат, па ова не само што не ни е потребно, зошто го сме го немале досега, затоа што нема тема. Дали е тоа заштита од дискриминација, дали е тоа насилство, дали е интегритет на телото. Нема тема кој што родител или дете, па и граѓанин, кој што и мисли добро на децата дека ќе оспори, затоа што она што го кажавте како споредба, интернетот. Интернетот ги учи децата на се и се што. Порнографијата, дали е реална порнографијата? Ние дозволуваме на дете да седи на интернет, значи без проблем. Без дозвола и нели многу порано од што би требало, и самата платформа има законски да биде, а ваму правиме проблем нешто што е нели мониторирано, одобрено од министерство. Стандарди, од УНЕСКО, постојат овие програми, и знам дека сме при крај, ама само Да. ова да го споделам, дека овие програми покажуваат резултат и ги прават децата и медиумски писмени. Затоа што кога ќе го поминат ова, децата нема да поверуваат на клик, кој што луѓе кои што се медиумски писмени одма ќе видат дека станува збор за пропаганда. Еве, од антиродовите се препознава таа пропаганда. Ама треба да ги учиме и другите граѓани дека нели критички треба да размислуваат, да ги преиспитуваат сите информации кои што ќе ги видат и тие да бидат гласот во заедницата, затоа што дури да не сме медиумски писмени, за вредностите може да се договориме. Сите. Дали сакаме нашето дете или некој друго дете да биде сегрегирано ради различност, не сакаме. Сакаме нашите деца, девојки да ги силуваат, затоа што секој ден во медиум гледаме некаков инцидент. Сакаме, никој не сака нивните деца да бидат напад на говор на омраза, никој не сака неговото дете заради тоа што нема информација за безбеден сексуален однос да остане бремена, дури е малолетна и така натаму и така натаму. Ние вредносно тука како општество може да се договориме. Веруваме луѓе кои што немаат поим од темава, дека за овие вредности ќе се договориме дека не треба да мразиме, не треба да лажеме, затоа што дезинформациите се лага пред се да наштетиме. Треба да сме емпатични, да подадеме рака, па кај да живееме и колку да сме различни, ако тука имаме консензус, никаков проблем нема да имаме. Мислам, комплексен е прилично проблемот, ама јас сака свиѓа ова како финиш на така емисијата. Благодарам. Бидејќи да пробаме да завршиме и секогаш пробам да завршам на позитивна нота, така што се трудам дека и во иднина ќе работите и ќе работиме и ние на овие теми кои што се многу битни, па ќе речам не само за жените, туку и многу битни за мажите, па и за нас како општество. Фала ти многу што беше дел и фала ти што зборувавме. Благодарам и за просторот и за можноста да разговараме на оваа важна тема.